Добре за Александар Новаковски, поранешен председател на ДИК и адвокат. Господин Новаковски, на полувреме сме меѓу двата изборни циклуси, заврши првиот круг од председателските избори. Дали со релативно добриот одзив на гласачите го положивме демократскиот капацитет, имајќи во предвид дека речиси сите партии ги оценија како фер и добро спроведени изборите? Морам да искажам прво голема благодарност до граѓаните, бидејќи стварно достоинствено. Имаше помали технички проблеми, кои се технички проблеми и во било која друга држава се случува. Не сме ние некои кои само кај нас се случува. Така да и јас го оценувам стварно како фер, демократски, во однос на периодот до изборите и изборниот ден. Дали сте изненадени или го очекувавте исходот од ваквите изборни резултати од првиот круг од председателските избори? Јас морам да ви кажам искрено дека за мене беше очекувана разликата помеѓу првиот, професорката и Пендаровски. Зашто? Затоа што мислам дека СДС покрај сите работи што ги превзеде и некои работи кои во интензитет ги превземаше и одеа само на контото на неговиот рейтинг. Значи, тие тука за мене беа очекувани, може би не со толкава разлика, бидејќи ако земете сега колку се освоени 2019 од поштованиот Стево Пендаровски пратеници, ова пратеници гласови, колку се сега освоени, значи очекуваме дека е то голема разлика и мора да се бара проблемот, мислам сепак во СДС, со коалицијата. Дојде до преклопување на кампањите за председател и парламентарните избори. Во времето на изборниот молк, за време на медиумите, течеа кампањите за парламентарните избори, без разлика што беше изборен молк за председателските. Дали може би треба да се размислува за поништување или укинување на овој модел на 24 часовен изборен молк? Сосема на место овие прашањето. Значи, јас имав некои изјави, ево сега ќе го кажам мојот став, јас не менувам ставови. Јас кажав дека ова не требаше да се случи. Тоа ќе биде едно од забелешките на опција одихра сигурно. Затоа што не може во молк, значи во молк и во изборен ден, да има пропаганда. Како вие ќе ја поделите изборната пропаганда за парламентарни од изборната за председател, бидејќи кандидатите се од политички партии, без разлика што некои собираја потписи, некои не. Ние имавме во изборниот молк во вторникот цел ден реклами. Јас стварно, како поранешен председател и познавач на таа материја, бев сериозно изненадан. Очекував дека ќе покажам на зрелост поголема и ќе сопрат. Но тоа се случи и на изборниот ден. Но, на крај испаѓа дека тие се договорени, затоа што нема никакви реакции. Нема никакви реакции од никого за тоа. Дали знаете што ќе се случеше, ево земите пример, на други избори, ако некоја реченица се испуштеше на некој од институциите или на новинарите, без да сака, знаете, потоа се поднесува пријави дека го прекршил изборниот молк. Овде беше, мора да се промени, ако вака не може да биде, ако не, нека се дозволи, нека биде да немаме ние 20 дена изборна кампања, па молкот мора да остане. Молкот мора да остане. Непосредно пред гласањето за председателските избори беше објавен извештајот на Стейт Департментот со сериозни забелешки во битката против корупцијата, криминалот, за состојбите во македонскиот правосуден систем. Дали овие забелешки од Вашингтон имаат влијание врз изборните резултати и дали е всушност ова и порака до се уште актуелната владеачка гарнитура дека води погрешна политика?
особено во делот на справањето со корупцијата, криминалот и владењето на правото? Сигурно дека е порака. Тајмингот, мислам дека тие не го намерно определиле, бидејќи тие се држава која не работи од дневни политички интереси денеска ради изборите во Република Македонија, дека тие ќе се воздржат од објавување. Извештајот е тој, ние подолго време имаме извештај дека довербата во судството е многу ниска. И тоа е факт. Тоа е факт од кој нема бегање. Ја знаете дека сум адвокат, очувствувам тоа. Ништо не се превзеде. Ништо. Вие видевте што се случи со судскиот совет. Видовте што се случи со некои предмети. И на крај, неколку месеци пред избори, вие носите измени на изборниот законник за дела кои треба да се донесат уште 2008 таа измена. А ова сега се доби перцепција кај луѓето дека ова се прави за да стрикно одредени лица кои се детектирани да искористат таа законска измена. Дали на владеачката гарнитура и требаше тоа пред избори. Тоа е еден од големите проблеми и покажуваат резултатите. Не му требаше. Јас сметам дека владеачката гарнитура даде пенали да шутира опозицијата, а опозицијата искористи максимално. Значи, сликата ја преврте во јавноста дека ние, ево, се бориме против корупцијата, објавуваме корупцијски афери, значи, се бориме за отсутството, а од друга страна, измените ги носите пред избори кои се редовни избори. Тоа е веќе, не можам тоа да го разберам. СДСМ парадоксално, но е реално дека има најслаби изборни резултати на овие избори, а од друга страна пак нивниот коалиционен партнер, ДУИ, кој речиси 2 децении е дел од владеачките гарнитури, било да е со СДСМ или претходно со ВМРО-ДПМН, и на овие председателски избори релативно или освои добар број на гласови нивниот председателски кандидат Бујар Османи, иако за интегративците провејува подолг период дека се изворот на корупцијата и криминалот. ДУИ така постапи во сите сериозни случаи, што беа, например, на политичка сцена, со што на СДС драстично му го опаѓаше рейтингот. Затоа што вие по гласовите имате дека СДС нема гласано луѓе од СДС за СДС. Значи, оние кои биле присталици, кои верни биле, тие немаат гласано. Тоа е огромна бројка. Вакви резултати немало. Ево еден пример ќе кажам. Митингот завршен на ДУИ. Тоа што се случуваше на тој митинг и пораките преба лидерот на опозиција, на кој конто одеше за да изгуби гласови? Тоа одеше на конто на СДС. Затоа што цело време ВМРО вика дека нема да прави коалиција, пример со ДУИ. Дали со пораката на председателот на ВМРО-ДПМН дека исконтактирал со Таравари и му понудил уште пред парламентарните избори влез во идната влада, всушност почнува и процесот на демонополизација на ДУИ? Да, може да се случи, очекувано, бидејќи ВМРО, како и што истакна, ние не сме обврзани со победничката партија во албанскиот блок да правиме коалиција. Бидејќи вие го прекршивте договорот, пример, се зборуват од 2016. И сега се праќаат сигнали. Ке ги видиме во вториот круг, ке биде долго интересен, бидејќи ке се заедно и парламентарните. И ако се освои ДУИ повеќе пратеници, а гледам дека нема да е тоа некоја драстична разлика на пратеници, тогаш сериозно, ако имаат над 60, ке влезат во разговори со Таравари. Но Таравари, ако се сеќавате,
Дали ќе ме поправите, сигурно повеќе ги пратите тие работи, мислам дека изјави можеме да дадеме условно поддршката на некој митинг. Тоа значи дека во рок од 6 месеци да се изгласат уставните измени. На таа партија која ќе е спремна во 6 месеци да ги изгласа уставните измени. Очекувате ли дека на престојните председателски избори и парламентарни кои во изден ќе се одржат на 8 мај да се спроведат според истиот терк како што мина и председателските? Мирни да бидат, без некакви инциденти или евентуално, не дај Боже, полнење на кутии? Долго бе во изборната администрација, многу долго. Значи, на прв круг председателски избори никогаш немало никаква тензија. Тоа мора да е јасно. Секогаш биле мирни, демократски, сега имаме во многу сегменти подобрување и тоа е нормално. Затоа што ДИК е екипиран, ДИК работи постојано, има администрација и добро да менаџира работите. Но, секако, се надевам дека и следниот изборен круг ќе биде мирен. Од кои причини? Бидејќи двајцава кандидати се со голема разлика, а албанскиот блок ќе излегува за парламентарни. Дали ќе гласа и за председателски? Тоа е оставено на граѓаните. Така да никој не може унапред да знае, не може кај нас да се пронесуваат како што мисли некој. Ке ги повикаме граѓаните да дадат сега поддршката на Стево или да ја дадеме на професорката Силјановска. Тоа е веќе невозможно во денешни услови. Дали е можен бојкот на следните избори? Знаете, Особено на вториот круг од председателските избори. имам размислувано на таа тема. Би сакал да ја споделам. Значи, може да се случи, да кажеме, ако не гласаат масовно. Пример, како се случувало порано, до 3-4 сата нема излезено за ке се покаже денот изборен, тоа е поточен одговор, ќе ви кажам. Затоа што може да добијат од изборните штабови до 2-3 сата да не излегуваат на избори, така. И потоа да излезат масовно. Тоа значи дека паднал некој пазар за да ги дадат гласовите и да гласаат во едно време и за парламентарни избори, бидејќи ДИК донесе упатство со кое не може да се врати под тоа да гласа за председателски, ако не гласал во моментот кога дошол на избирачко место да гласа за парламентарни. Може не бојкот, што значи дека може да дојде до политичка криза, сериозна, затоа што знаеме дека треба да има над 40% излезеност, без гласовите. Значи, во случајов на овие партиите од албанскиот блок, не може, тешко може да се постигне тој цензус, но да бидеме оптимисти, Меѓутоа, велите, не исклучувам можен бојкот, а тоа би предизвикало политичка криза. Да, можно е. Господин Новаковски, вие во една прилика предвидувате дека овие избори ќе создадат нови поделби длабоки меѓу граѓаните. Значи, јас сум бил во право. Јас тоа го кажував, затоа што несоодветни говори имаше, ако земеме во парламент. Јас бев многу малку го следев парламентот, мора да признам, но тоа што го читав, ево пример, ако го ставите на хартија, со стенографски белешки, какви навреди се зборуваја, тоа не е случајно. Може би имало инцидент со некоја физичка сила па се смирувало без да дојде до контакт, него таквите зборови убиваат. Значи, вие имате цело време предавници и патриоти. Кои се предавници? Не можете вие подржувачите, например, на СДС, да ги нарекувате предавници. Тоа немате право. И сега гледам на 10-15 дена пред избориве, почнува да легнува, па и говорот на лидерот на опозицијата после вчерашното објава,
беше апел, така, дека нема да има освети, нема да има то, да смири топката и повика на национално единство. Значи, се менува риториката, дали тоа беше само за избори, за да се рейтингот, така. А, од друга страна, позицијата покажа сервилност. Значи, сите граѓани, 70% граѓаните, мислят дека тие не владеат со ситуацијата во држава. Ви благодарам за гостувањето и за разговорот. Ви благодарам. Александар Новаковски, поранешен председател на Државната изборна комисија и актуелен адвокат.